Министерството за внатрешни работи информираат дека во периодот од 9 до 15 февруари 2026 година преку системот Безбеден град се регистрирани вкупно 4490 сообраќајни прекршоци на подрачјата на градовите и долж коридорите, каде што се поставени камери. Во споредба со првата седмица од февруари, кога биле евидентирани 4991 прекршок, се бележи намалување од 10%. Најголемиот дел од констатираните прекршоци се однесуваат на пречекорување на дозволената брзина, при што се регистрирани 4297 случаи. Дополнително евидентирани се 33 прекршоци за минување на затворен сигнал на семафор, како и 160 случаи на управување возило со измината важност на сообраќајната дозвола. Во истиот период изречени се 148 мерки забрана за управување со возило, што представува намалување од 48,6% во однос на претходната седмица. Од нив 33 мерки се однесуваат на минување на црвено светло, 115 на брзо возење. Дел од санкционираните случаи вклучуваат возење со брзина над 80 км/ч во населено место, надминување на сопственото, ограничување на возилото, како и екстремни случаи на возење над 170 км/ч во ненаселено место. Од Министерството апелираат до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат правилата и прописите со цел зголемување на безбедноста и намалување на ризиците на патиштата. Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад донесе одлука со која од 17 февруари оваа година стапуваат во сила повисоки малопродажни цени на бензинските горива. Според новите максимални цени, Евросупер БС95 ќе се продава за околу 73 денари по литар. Евросупер БС98 за околу 75 денари по литар, што представува зголемување од приближно 1 денар по литар. Малопродажните цени на дизелот и екстралесното масло за домаќинство остануваат неизменети или со минимални корекции. Регулаторно објаснува дека покачувањето е резултат на зголемените референтни цени на нафтените деривати на светскиот пазар, како и на колебањата во курсот на денарот во однос на доларот. Ова значи дека возачите веднаш по стапувањето на одлуката ќе плаќаат повисоки цени за моторните бензини, што може да влие на трошоците за транспорт и на домаќинствата што користат лични возила. Неапол беше погоден од пожар во историскиот театар Санацаро, кој избувна во центарот на градот. 4 лица вдишаат чад и беа префрлени во болница, при што нивната состојба не е критична. Пожарот предизвика евакуација на најмалку 60 лица. Куполата на театарот се урна, а пламенот оштети и соседни згради. Според првичните информации, пожарот најверојатно е предизвикан од краток спој. Собственичката и уметнички директор на театарот Лара Сансоне пристигна на местото на настанот. Пожарот кој го зафати еден од најзначајните културни и историски символи на Неапол беше изгаснат од неколку противпожарни екипи. Штетата на конструкцијата е обемна, а улиците околу театарот остануваат затворени. Гаетано Манфреди изјави дека градот и владата ќе помогнат во реновирањето на театарот. Институционалната соработка ќе биде максимална за да се залечи оваа рана. Загубата на еден баков и историски театар е длабока рана за историјата и културата на градот, рече тој. Покрај театарот, пламените јазици зафатија уште 15 станови, од кои дел се користат како деловни простории. Градските служби работат на проценка на потребната поддршка за евентуално погодените станари. Велика Британија би можела веќе оваа година да воведе забрана за користење на социјални мрежи за деца помлади од 16 години, по примерот на Австралија. Ова се прави со цел затворање на законски пропусти кои го оставаат AI чат-ботовите надвор од правилата за безбедност и заштита на младите корисници. Австралија во декември минатата година стана првата земја што забрани платформи како TikTok, YouTube, Instagram и Facebook за деца под 16 години. Нејзиниот пример го следат и други држави. Забраните се мотивирани од растечката загриженост за влијанието на социјалните мрежи врз менталното здравје и безбедноста на децата. Владата на премиерот Кир Стармер започна консултации за ограничување на пристапот за деца под 16 години. Работи на измена на законодавството што треба да се имплементира во рок од неколку месеци. Иако платформите пропишуваат дека корисниците треба да имаат најмалку 13 години, официјални податоци покажуваат дека многу деца под оваа возраст сепак користат социјални мрежи.
Британскиот закон за онлайн безбедност од 2023 година е еден од најстрогите во светот, но се уште не ги опфаќа ваквите интеракции. Управата за хидрометеоролошки работи сподели временска прогноза за до крајот на оваа недела. Како што информираат оттаму, денес и утре времето ќе биде стабилно. Четврток, наутро ќе биде ведро и студено, насекаде со негативни минимални температури. Во текот на ноќта кон петок и во петок ќе има нови врнежи во пониските места од дожд, на повисоките од дожд и снег, а на планините од снег. Во деновите од викендот времето ќе биде променливо облачно и постудено со умерен до засилен северен ветер. Од понеделник дневната температура ќе биде во пораст.